Враќањето на Артан Груби не е политички договор, дециден Мицкоски. Со денови опозицијата пласира теории дека власта го договорила апсењето на поранешниот осомничен вице-премиер, но денес кod собраниската говорница не се одважија да прашаат директно дали тоа е вистина. Наместо тоа, опозицијските пратеници ја напуштија собраниската сала, а прашања поставуваа народните избраници од мнозинството. Вивенуваат од пресконференции како балерина пред огледало, кога е сама, притоа кога треба да има надпревар и одека се соочите, тие не ги поставуваат прашањата, еве, ние ќе ги поставиме. Дали имало договор Артан Груби да биде пуштен? Дали и како реагирате на обвинувањата Социјалдемократскиот сојуз дека сте се договорили да се врати? Значи, прво да го пуштите, потоа да се врати. Мицкоски ги отфрла обвинувањата на опозицијата дека власта постигнала договор со поранешниот вице-премиер Артан Груби. Тоа за него е политички инженеринг без логика и основа. Бегалецот е обезбеден од органите на прогонот се понатаму одлука на друга власт, судската власт, и тоа нема врска со владата, рече Мицкоски. Јас како човек бев најнапаѓаниот политичар од истото ова лице Артан Груби. Се сеќавате на онаа фамозна реплика во еуфорија и една така наречена хистерија предизвикана од страна истото лице, позната како Папа Мицко. Се сеќавате кога на ден прочка се креваа дронови над семејната куќа на мојата сестра и тој имот се представуваше како мој скриен имот. Според Мицкоски, вознемиреност во опозицијата има бидејќи се плашат што може да покажат истрагите кои се водат не само за Груби и лотарија, туку и за запленетата марихуана. И совеста работи, грижата, како може сето ова да заврши. Затоа што повеќе го нема Љупчо Коцевски, повеќе ги нема луѓето кои Љупчо Коцевски да бидат нивниот последен штит, сега ќе дојде нов независен обвинител или обвинителка, ќе видиме како ќе биде. И тука очекуваме да биде правдата заштитена, а тие кои што сега совеста им работи, немирни се, тешко спијат, нервозни се, тоа се гледа по фацијалните експресии на пресконференциите, немирот си го прави своето, сега велат доаѓа крајот. Во меѓувреме, Груби со одбраната ги анализира доказите кои полицијата ги собра за него за проневера во службата. Полициски службеници го обезбедуваат 24 часа во станот во Чаир, а така ќе остане освен ако не ја прекрши мерката. Само во таква ситуација обвинителството може да побара тој да се врати во шутка. Сомнежите се дека тој како прв вице-премиер ставил подпис за набавка на ВЛТ апарати за државна лотарија, за кои воопшто немало потреба да се набавуваат, со што направиле штета од над 8,2 милиони евра.